Студијата за Георгија Кастриот е прва книга од ваков вид, печатена во нашата земја, во татковината на Георгија Кастриот на македонски јазик. Таа е посветена на 600 годишнината од неговото раѓање. Моите истражувања покажаа дека досега во светот се објавени околу 350 разни книги посветени на Ѓорѓија Кастриот. Најголем дел од тие книги се обично преписи од првиот биограф на Ѓорѓија Кастриот, Марин Барлет, кој ни дава многу интересни податоци и многу важни податоци за историјата на Македонија и македонскиот народ. Меѓутоа, има и дел студии кои имаат, чии автори имаат научен пристап, што значи истражувале многу работи кои се врзани со животот и делото на Ѓорѓија Кастриот. Благодарејќи на тие нивни истражувања, ние успеавме да создадеме едно дело кое што го обработува целиот живот на Ѓорѓе Кастриот со многу поединости кои што досега не беа познати во историската наука. Во сите тие студии, сите тие книги објавени за Ѓорѓе Кастриот, целиот свет го признава како словен, како македонец, со исклучок на грекската литература. За жал, за голема несреќа и трагедија, нашите научни институции го отфрлаат тој факт и го прогласуваат за гек, односно арнаутин. Студијата за Ѓорѓија Кастриот е градена исклучиво врз архивски материјал. Тоа е единствена студија градена врз тие основи, со огромна документација од архивите во западните земји со кои Ѓорѓија Кастриот имал дипломатски врски. Во нив во детали се обработени некои настани од неговиот живот и особено за борбите кои ги водел на туѓите простори. Во нив на многу документарен начин се кажува дека Ѓорѓија Кастриот, неговите војски биле исклучиво по потекло македонци. Никаде не се споменува дека се работи за некоја друга националност. Секаде се вели дека се борци од Македонија со нивниот челичен водач, македонецот Георгија Кастриот. Тоа е многу значаен документ со кој се посведочува националната припадност на овој витез и крал на 15-тиот век. Студијата е поделена во 7 поглавја. Во првото поглавје се говори за општествено-политичките прилики во Матија, денешна Албанија. Тоа е првобитното име на таа земја, а истовремено и првобитното име на Македонија, што значи најстаро име на овие простори. Потоа второто поглавје го обработува прашањето за етничкиот состав на населението на тие простори. Од праисторискиот период до по времето на Георгија Кастриот. Општа констатација е во тоа поглавје дека на тие матски, односно албански простори, од секогаш од најстари времења живеело македонско-словенско население. Затоа зборува не само сакралните споменици на тие простори, туку и топонимијата. На тие простори живееле научно докажано пелазгите и мионите. Мионите, потомци на мионите се денешните мијаци, чие име подоцна било модифицирано и живееле исклучиво на тие простори. Тоа население, дел од тоа население и денес живее на тие простори, кој е дел исламизирано и дел гегоизирано. Општа констатација е дека тоа население на тие простори, според историските пишани извори, господарело со таа територија до крајот на 18-тиот век, додека според некои научни работници кои
многу интензивно работеле на истражувањето на тие простори, се тврди дека тоа население владеело со тие простори до крајот на 19. век. Потоа настапил период на интензивно преселување, на миграции, не само на македонските простори, туку до нивните движења оделе дури до Русија и Анадолија во Турција. За македонски и словенски карактер на тие простори ние имаме како документарни податоци 3 многу важни историски документи. Тоа се Дечанските листови, потоа Скадарскиот катастих и турските пописни дефтери направени во 1583 година. Дечанските листови говорат дека Дечанските листови кои се потекнуваат од 1376 година говорат дека на тоа население живело исклучиво македонско население и имињата на даночните обврзници и називите на селата се чисто македонски. Тоа се потврдува и со Скадарскиот катастих, кој што е направен во 1416 година. Тоа го направил Иван Кастриот, татко му на Ѓорѓија Кастриот, во соработка со Венецијанската република. И во тој документ се посведочува дека на тие простори живеело исклучиво македонско население. За нас е многу битно и многу важно зашто за тоа кажуваат турските пописни дефтери. Тоа е крајот на 16. век, поточно 1583 година. Тука се дава попис на целото население во Матија, односно во денешна Албанија. Никаде во тој документ не се среќава име со кое може да се идентификува некоја друга националност освен македонската. Имињата на даночните обврзници, називите на селата, градовите се чисто македонски. Таму каде што турците не успеале да не можеле заправо да го изразат според нивната јазична лексика некое име, тие го ставале во заграда вистинското име, вистинскиот назив на личноста што сакале да представат во тие документи. Затоа ние можеме и треба да и благодариме крајно на Турската империја што ни оставила такви драгоцени материјали за да можеме да ја обликуваме нашата историја онака како што навистина постоела. На тие простори говорниот јазик на тоа население бил чисто македонски. Затоа имаме доста документи кои денес стојат за голема среќа, стојат во многу архиви во Европа, до кои јас истражувајќи дојдов до нив. Се говори дека на тие простори од секогаш постоеле словенски канцеларии. Значи и во времето кога постоеле одделни кнежества, службениот јазик и службеното писмо, македонскиот јазик со кирилското писмо, тоа се документи кои што се од огромно значење за историјата на македонскиот народ. Покрај многуте документи кои денес се чуваат во неколку архиви во западните земји, јас би прочитал само едно од нив за да се види навистина на кој јазик говорел тоа население во Матија, односно во денешна Албанија. Овде го давам, например, писмото на Дубровничкиот сенат, испратено до унгарскиот крал Сигисмунд на 16 декември 1417 година, значи почетокот на 15 век. Во него се вели: ве молиме ваша светлост, на властелинските кнежества, бидејќи тогаш на тие простори постоеле неколку властелински кнежевски семејства, и војводства во Ематија на кнезот Иван Кастриот, Архон Спат и на Андреја Топија во иднина во своите писмени пораки да им се обраќате исклучиво на словенски јазик. Тие земји со светот комуницираат само на словенски јазик и со кирилско писмо. Со оглед на култот кон својот јазик и своето писмо, во тие земји не се држат луѓе кои знаат да пишуваат на латински јазик. Овој документ навистина говори за
одговара за едно многу важно прашање со кое денес се во дилема многу научни работници, за жал и нашата Академија на науки. Следното поглавје е посветено на генезата на династијата на Кастриотите. Тука јас на крајот од книгата давам родословно дрво во кое што се дава генеалогија на 7 генерации, заправо на 7 колена наназад по Георгија Кастриот. Значи, во 1183 година, значи во 12 век, го среќаваме кнезот Константин. Потоа го имаме Бране, кој во известни документи го среќаваме и под името Бранила. Потоа Јован. Јован веќе се јавува под името со патронимот Канински, што значи дека дошол од Канина. Тој со него настапува во династијата на Кастриотите, настапува еден пресветен период, кога Јован Канина ја проширува својата територија на север, во Албанија, така што оди со своето семејство во село Симона, кој се наоѓа северно од Кроја. Така што во тој град, во тоа село заправо е роден Георгија Кастриот. Тоа го имаме во повеќе историски пишани извори, а го има и во некои документи кои денес се чуваат во Венеција. Што значи дека територијата со која владееле Кастриотите се простирала од Јанина на југ до реката Дрин на север, што значи до надградот Леска, во известни периоди влегувал и градот Скадар. Така што тоа била една голема територија во однос на другите кнежества кои се наоѓале, например, во Мореја или во Далмација, Босна и во Србија. Тука како главна личност се разбира поблиска за нашата историја е кнезот Иван Кастриот, таткото на Георгија Кастриот, кој прв во историјата се судрува со Турската империја. Тој бил принуден при нападот на турците на тие простори да се повлече од градот Охрид кон север, така што во тој напад изгубил неколку градови во источниот дел од неговото кнежество. За него имаме доста пишани документи кои се на чисто црковнословенски, односно на старомакедонски јазик, оставани по црквите или пак како повелби праќани до некои институции или до, во најголем број случаи, во манастирот Хилендар на Света Гора. Тие се пишувани делумно на црковнословенски и делумно на народен македонски јазик мијачко наречи. Така имаме еден документ кој што во 1425 година со една своја повелба го завештува манастирот Света Богородица од село Ростуша, Дебарско, со метокот во село Требишта на манастирот Хилендар, каде што тој ги споменува сите своји синови, мислам, четворицата своји синови, тоа се Репош, тоа Станислав, Константин и Георгија Кастриот. Овде е многу важно да се објасни тоа зошто тие го носеле името Кастриот. Тие припаѓале на мионската, односно мијачката гранка, етничка гранка, која го носела името Кастрати. Самиот збор Кастрати има старословенско потекло, што значи кастрење, сечење на дрво. А тие се занимавале во прво време исклучиво со обработка на дрво,
а потоа и му се посветиле на производството на сол. И со тоа производство тие доминирале на Медитеранот и во внатрешноста на Европа, со што дошле во еден голем конфликт со Венецијанската република, која исто така произведувала, имала доста своји манифактури за производство на сол. Ѓорѓе Кастриот, јас го обработувам во посебно поглавје, во кое го обработувам целиот негов живот. Во него имаме податоци за тоа дека тој се студирал во Венеција, напоредно учел висока школа, каде што учеле ученици од високото општество, што значи венецијански племичи, и истовремено тој напоредно ја посетувал и војната академија. Според еден документ на враќање во татковината, тој со себе донесол многу книги кои биле во кои се содржале податоци за војните кои ги воделе некои познати војсководачи од времето на антиката, например, од времето на Александар Македонски, од Јулије Цезар и од многу, и особено од крстоносните војни. Тој со ноќи ги читал тие книги, како да претпоставувал дека во текот на неговиот живот ќе дојде да ги искористи тие податоци во кои се говорело за војната техника и стратегија при водењето на војни. Ѓорѓе Кастриот е роден во 1405 година, во времето кога во Охрид влегуваат турските инвазиони војски. По смртта на татко му, а тоа се случило во 1441 година, тој доаѓа на престол, кнежевскиот престол, и првата негова идеја била да може да ги поврати териториите кои што турците ги завладеле во периодот 1413-1417 година. Меѓутоа, тој сметал дека не ќе може тоа да го направи сам, затоа побарал да се состанат сите водачи на тогашните властелински кнежества, и тоа се случило во 1444 година во градот Леска, каде што се собрале властелински водачи од Србија, Хрватска, Босна и од јужните краеви на Македонија. И тука било одлучено да се формира сојуз за борба против турците. Начело на тој сојуз бил избран Ѓорѓе Кастриот. Ѓорѓе Кастриот тогаш бил прогласен за крал на Епир и Македонија. Меѓутоа, официјалното востоличување на Ѓорѓе се случило 7 години подоцна. Тоа било 1451 година во присуство, значи, на Охридскиот патриарх Никодим и на римскиот кардинал Фра Никола, кој бил специјален пратеник на папата Никола V, кој на Ѓорѓе Кастриот му испратил свето послание и свето миро, а освен тоа и златна царска круна, со кое тој бил крунисан во крал, а неговата сопруга Марија Андроника за кралица. Тоа се случило во градот Кроја во 1451 година во катедралната црква Света Богородица. Ѓорѓе Кастриот после настаните во 1441 година со 8000 војска ги прегазил турските позиции и ги повратил сите територии кои биле освоени од страна на турците, и неговите војски допреле дури во Јанина. Со тоа тој ја исполнил желбата на својот татко, а истовремено
и го ослободил македонското население на тие простори кои се наоѓало под околу 7 години под турското робство. Државата на Ѓорѓе Кастриот била карактеристична и по тоа и дека има чисто македонски карактер, е тоа што тој ги користел како земски символи исклучиво македонските антички геми. Тоа значи 16-кракото сонце од куклиш и златно-жолтиот лав со круна на главата на кое стоело Македонија. Тие знаци, тие символи лежеле на црвена копринена подлога. Многу карактеристично е тоа што во носијата на кастриотите, во невестинската носија, на пафтите, постои 16-крако сонце и на многу други елементи од појасот. Така што овој символ, например 16-кракото сонце, се среќава и во многу цркви во Матија, Албанија, каде што пред олтарот на камена, односно мермерна плоча, постои 16-кракото сонце. Денес тоа го имаме, например, и на македонските простори, во Малореканскиот предел, го имаме во село Гари, секој може да повели да види таму дека е тоа така, а таа црква е градена некаде на крајот на 16-тиот век. Меѓутоа, сите тие цркви кои имале такви символи, Енвер Хоџа во текот на своето владење ги рушил за да не остане никаков спомен дека пред тоа население живеело македонско население на тие простори. Ѓорѓе Кастриот е една историска личност која водел многу успешни војни, благодарејќи на неговото високо образование, особено военото образование. Тој водел околу 24 војни со турските војски и во сите тие борби излегувал како победник. Една од најстрашните битки која се водела на нашите простори, на нашите македонски простори, велам македонски простори, бидејќи да самата Матија принадлежела кон Македонија, е познатата Дебарска битка во 1444 година. Таа битка се смета за една од најстрашните и најкрвави битки во историјата на човековата цивилизација. Тогаш на тие простори Ѓорѓе Кастриот настапил со 8.000 војска, додека турците настапиле со 40.000 добро вооружени војници. На бојното поле во Дебарско тогаш останале да лежат над 30.000 турски војници наспроти 300 војници од страната на Ѓорѓе Кастриот. Кога за тоа дознал Мурат II, тој веднаш со своја свита пристигнал во Дебарско и ги собрал своите генерали и ги прашал: што е овој срам што вие ми го нанесовте во Европа? Тие лаконски во еден здив одговориле: тоа беше војна Александрова. Тоа беше Александрова војна. Во прво време султанот размислувал што сакале тие да кажат со тие зборови. Меѓутоа веднаш сватил. Потоа ги прашала што тоа значи Александрова војна. Александрова војна наш господар. Што значи тоа? Значи дека имаме втор Александар. Да, господар, втор Александар. И тогаш Ѓорѓе Кастриот бил прогласен за втор Александар, а неговата територија била наречена Александрија. Самиот збор Александар во турската лексичка форма значи Искендер, значи тоа е според источната традиција, Искендер, а не Скендербек. Скендер, самиот збор Скендербек е фалсификат. За нас се меродавни турските пишани извори. Тоа значи дека во тоа време
турските војски на тие простори ги следеле голем број личности кои ги бележеле настаните, луѓе кои што биле хроничари, кои што го регистрирале секој настан, и во тие нивни хроники никаде не постои името Скендербек. Значи, постои само и исклучиво Искендер, што значи Александар. Во голема заблуда биле во тоа време западните европски земји, кои го нарекувале Скендербек. Меѓутоа, кога тој дошол на престолот, се случил еден настан во околината на Ниш, каде некој турски војсководач по име Скендербек ја загубил војната од страна на србите. Така што тоа име проструило по цела Европа и тие му го наметнале тоа име на Ѓорѓе Кастриот. И турците на тие простори успеале да дојдат дури по смртта на Георгија Кастриот, а тоа е 12 години после смртта на Георгија Кастриот, тој починал од природна смрт во градот Леска во времето кога се подготвувал втор состанок на Сојузот за борба против турците. Кога стигнал тој во градот Леска, таму тешко заболел и починал. Тој е погребан во црквата Свети Никола во Леска и со тоа се побиваат сите тези на некои истражувачи и научни работници дека тој бил муслиман, дека бил католик и така натаму. Тој бил роден православен христијанин и како православен христијанин бил погребан во црквата Свети Никола. Со тоа не завршило кралството Епир и Македонија, туку обстојувало уште цели 12 години, така што по 12 години со 500.000 војска Мухамед II го напаѓа тоа кралство и успева да го покори. И кога, многу е важно, кога дошол во градот Леска, побарал да се откупа гробот на Георгија Кастриот и побарал од своите единици да минат крај Одарот и да му одадат почит на Георгија Кастриот како еден најголем јунак на 15-тиот век. Така што сите тие кои го придружувале султанот минале покрај Одарот на Георгија Кастриот, мислам покрај останките на Георгија Кастриот, а потоа во сребрен ковчег неговите остатоци биле сместени и однесени во Цариград. Тие не се достапни за научниот свет, ниту за јавноста, бидејќи тој настан зборува за една од најголемите порази на Турската империја во нивната историја. Во едно посебно поглавје ја говорам за историјата и историската наука за Ѓорѓе Кастриот. Значи, во ниту еден пишан извор, како што реков и порано, нема збор каде се говори дека тој бил албанец, односно дека бил тоска или гек. Напротив, сите говорат дека тој бил македонец, дека тој бил словен. И јас би сакал да прочитам овдека една белешка од познатиот германски истражувач и научник Хофман во неговата студија посветена Ѓорѓе Кастриот, во која, меѓу другото, се вели: не треба да постои спор околу потеклото на кралот Георгија Кастриот, бидејќи пишаните документи, како најверодостојни сведоштва, говорат дека тој бил словен. Едвам да има некој кој има спротивно мислење. И доколку има, тоа е последица на непознавање на историските прилики на Балканскиот полуостров во поглед на составот и распоредот на населението во времето на кастриотите.